Добро. Бидејќи славиме Божик, на Божик луѓето се поздравуваат со поздравот Христос се роди. Навистина се роди. Да, може би е за некој невообичаено на петти, денес е петти, да се поздравиме така, зашто за луѓето се важни формите, шемите, традициите. Во Библијата никаде не пишува кога се родил, на која дата, дури не пишува дека треба да празнуваме Божик. Убаво е да се подсетуваме на Христовото раѓање. Датата е најмалку важната работа. Прашањето не е кога, прашањето е како. Како да го славиме. Зашто ако за нас Божик се сведе само на сармите, на баклавата, виното и се оно друго што е на масата, тогаш ништо од Божик. Сме ја промашиле суштината. Ако Христовото раѓање за нас ја нема вистинската суштина, вистинското значење, се ни е напразно. И затоа сакам денес да се подсетиме малку она што како библиски расказ е за Христовото раѓање, да видиме како се случува и зошто се случува тоа. И тоа е за нас најважното, зошто Христос се воплоти, зошто Синот Божи на Божик, оној први Божик, стана човек, стана бебе. Минатата недела славевме Божик 1.0, сега ни 2.0. Два пати славиме по нов стил и по стар стил. Ние сме и новостилци и старостилци. Всушност, пак е тоа една човечка форма. Како и да е некни, видовме како се случи зачнувањето на Марија, а сега ќе видиме како се случува раѓањето и текстот го прочитавме веќе од Лука, 2 глава, 1-7 стиха. И во овој текст можеме да видиме многу работи, можеме да видиме и како Бог ги подготвува работите. Бог е суверен господар на времето, на историјата. Тој ги подготвува сите фактори за да ја оствари својата волја, својот план да го исполни, дури и самото место на раѓање тој го подготвува за да целосно се исполнат неговите пророштва, она што тој го ветил да се случи. И тука малку, бидејќи имаме и студенти по теологија, ќе се подсетиме на историјата и тоа е темата всушност во таа наука црковна историја, темата, ова влегува во темата подготовка на сите околности за Христовото доаѓање и ширењето на неговото евангелие. Имаме една многу значајна личност, која, не знам, самиот тој бил свесен колку е значајна во таа приказна, во таа историја. Станува збор за царот или Цезарот Август. Цезарот Август, кој го спомнува Лука овдека, е император на Рим. Цезарот Август не е име и презиме, тоа е титула. Цезар значи цар, Август значи многу достоен, возвишен, возвеличен. Тоа е значењето на зборот Август. Неговото вистинско име е Гај Октавијан и е внук на Гај Јулиј Цезар. Гај, внук од сестра, кога умира или кога го убиваат поточно, Јулиј Цезар, Гај Јулиј, Октавијан станува негов наследник, некаде околу 31 година пред новата ера, и може да кажеме дека со неговото воцарување Рим станува империја, во онаа смислена или на зборот. Империја која контролира се она што е освоено на целата територија. Успева да ги тргне, да ги премавне они граѓански војни, немири, бунтови кои ја тресели империјата и преку сенатот воведува еден така наречен закон, кој е наречен Пакс Роман или Римски мир, што значи дека на целата територија, каде што владее Рим како империја, ќе има мир. Или, поинаку кажано, Рим со својата војска освојува територии и народи за да воведе мир. Ви звучи познато, нели?
стануваш член на некоја воена алијанса, освојуваш, зошто? За да воведеш мир. Напаѓаме држави, за да таму воведеме мир. Ништо ново. Ако денес има такви, нели, сојузи, такви операции, имало и во древноста. Римската империја постои на таа основа. Ние освојуваме за таму да воведеме мир, да царува мир. И секако, бидејќи ние обезбедуваме мир, треба тоа да си го наплатиме. И кога ќе освоиле некој народ, уведуваат даноци на тој народ, да плаќаат на Рим за тоа што им обезбедува мир. Но навистина Октавијан Август успел да воведе мир до негово време, скоро насекаде, посебно овие простори, елините, Блискиот исток, секој градче си било држава. Секој градче си имал свој цар. И тие градчиња, кои се нарекуваат полиси, постојано војувале едни со други. Знаеме од историјата тие војни, Атина војува со Спарта, Спарта војува со Троја. Рим ги помирува, така да кажеме, градовите и воведува мир. Ги тргнува тие граници и создава една територија каде што владее еден закон и еден управник. Исто така Октавијан Август е познат со тоа што создава добра патна мрежа, познатите римски патишта, кои се основата на денешната европска патна мрежа, со што го олеснува, така да кажеме, патувањето низ империјата. Исто така создава мрежа на обезбедување или на определено расстојание по тие патишта, создава патроли римски, кои пак ги чуваат патниците да патуваат слободно до Римската империја, разбойници, биле оние кои што ги контролирале патиштата. И уште една работа, Октавијан имал слух за политика и покрај латинскиот јазик, како службен јазик во империјата, го признава и елинскиот, или поточно којне диелектот, оние што учеле црковна историја, знаат дека тоа е јазикот на кој што пишува Новиот Завет. Така да, со тоа, Октавијан овозможува од Британија до Персија сите да го разбираат тој јазик, официјалната кореспонденција на тој јазик, и така се подготвува пат за Евангелието на Христос да биде лесно распространето низ целата империја. Тие патишта кои Октавијан Август ги гради, потоа ги користи апостол Петар за да оди од Антиохија во Ефес, во Троада, во Филипи, во Солун, во Берија, во Атина и така натаму. И тоа да патува безбедно, да поминува од еден град во друг град, нешто што порано било невозможно. И тој човек, Октавијан, гледаме како најмогната личност во светот во тоа време, всушност е користен како една алатка во рацете на Бог, Бог да си го спроведе својот план. Бог така ги подготвува сите околности, и инфраструктурни, и политички, и воени, и јазични, за раѓањето на Христос. И неговото Евангелие ефикасно да се распространува низ империјата. Кога Бог решава да направи нешто, тој ги подготвува сите услови. Се да содействува, се да биде во хармонија за исполнување на неговата воља. И тој Октавијан Август несвесно, сушност, го подготвува остварувањето на Божиот план. Се што не се случува во живот, сите околности околу нас се диригирани од Бог. Се се случува тој да извршува својата волја. А Божјата волја секогаш е најдоброто. Не го гледаме тоа секогаш, не можеме јасно да го видиме, но тоа е така. Библијата пишува дека се што се случува, се содействува за доброто на оние кои го љубат Бог. И Октавијан Август влада некаде 45 години
od 31. do 14. godina posle Novата ера, zad sebe ostava jedna imperija na mir, na prosperitet i nešto što nam ne fali mnogo i nikako ne može da го постигнеме, ефикасна администрација. Успева на целата територија на империјата да спроведува пописи. Ние не можевме 20 години да спроведеме, тоа успева на целата. И сега стигнуваме до овој момент кој може да кажеме последното нешто од таа Божја подготовка преку Октавијан Август за исполнување на неговиот план за раѓањето на Месијата. Решава да организира попис, пребројување на населението. Во тоа време пописите се правеле, Рим организирал попис и обично Рим го правил тоа некаде крајот на зимата, почетокот на пролет, тоа е крајот февруари, март, што значи неверојатно Христос тогаш е роден, но и тоа е предпоставка. Го прави тоа Рим за да се направи една база на даночни обврзници. Данокот е важен за сите, за да има бројка во целата империја колку да се собира данок, да таа цел организира попис. И второ, пописите ги организирале како евиденција за војни обврзници, за регрутирање на војници во римската војска. Сега, римската императорот Октавијан бил мудар човек, знаел какви се евреите, дека со нив нема разбирачка во тоа време и многу поволности им давал на евреите, меѓу другото и ослободување на мажите од служење во римската војска. Така да еврејските мажи биле ослободени од таа должност. И некои други чисто религиозни обврски. Така да кога тргнува Јосиф на попис, очигледно дека тука поентата е само евиденција за плаќање на данок. И со тоа што се случува всушност кога Октавијан дава таква заповед, секој треба да оди во своето место на раѓање, таму каде што му е потеклото и таму да биде евидентиран. Јосиф, мажот на Марија, живее во Назарет, во Галилеја. Меѓутоа, тој е потомок на царот Давид, тоест неговото потекло од Витлеем. И треба во Витлеем да оди и таму да се евидентира. И со таа заповед што ја дава Октавијан Август, сушност дава импулс на низа настани кои одат во исполнување на Божите пророштва. 600 години пред овој закон за попис, од некаде 6 или 5 година пред Христос, е пророкувано од Михеј, еден пророк, Стариот Завет, кој вели: ти, Витлееме, Ефратов, кој не си достоен да се вброиш меѓу јудејските племиња, од тебе ќе произлезе оној кој што ќе владее на Давидовиот престол. Преку таа заповед на Октавијан се исполнува Божјото пророштво. Јосиф треба од Назарет да отиде во Витлеем и таму во Витлеем сушност да се роди Месијата. Бог ги диригира сите настани во човечката историја. И се оно што денес се случува, колку и да ни изгледа хаотично, се е во рамките на Божиот совршен план, кој еден ден јасно ќе се види. И така, тоа е таа подготовка, историска сцена за раѓањето на Христос, за Христовото раѓање. Значи, изгласен е тој закон, или дадена е заповед, секој да отиде во своето место на раѓање и таму да биде попишан. Јосиф, како што кажав, кој живее во Галилеја, тоа е млад дрводелец, столар, свршен е за Марија. Марија е бремена, трудна е од Светиот Дух, непорочно зачната и треба да измине пат долг некаде околу 150 километри, од Назарет до Витлеем. Тежок пат за одење,
очигледно доаѓа веќе и времето за раѓање на Марија. И оно што е интересно овде е што римските закони не ги обврзуваат жените да се попишуваат. Тие не се попишуваат. Тие не се даночни обврзници. Жените и децата не се попишуваат. Само оние што ќе одат во војска или оние што треба да платат данок, тоа се мажите. Ми тук гледаме дека Јосиф решава и Марија да ја земе со себе. И знае дека скоро дури и ќе раѓа. Може по патот да роди. И така, в денешна перспектива погледнато, би се кажале, како може тој човек да мачи таа жена 150 километри, дојде од источниот брег на Јордан или покрај Медитеранското крајбрежје, да ја влечка со себе по тој пат со денови. Една трудна жена. Минатиот пат зборевме за Јосиф, за неговата личност, каков посветен, послушен човек на Бог бил тој, и каков однос покажува кон Марија. И видовме дека кога ангелот му открива дека зачнатото во Марија е Синот Божи, Спасителот, царот јудејски, пишува дека тој веднаш ја зеде Марија кај себе. И не ја позна, тоест немаше со неја никаков однос. Всушност ја зеде Марија да се грижи за неја и за бебето во неја. Овдека пишува дека тие се уште во тој период на веридба. За да биде појасно, во древноста евреите стапувале во брак во две фази. Првата фаза била фазата на веридба. И кога ќе се свршат мажот и жената, младоженецот и невеста, тие веќе се маж и жена, официјално. Денес, например, веридбата не значи се уште официјално маж и жена. Сопруг и сопруг. Но во древноста, во моментот на веридбата, тие веќе се маж и жена. Но, има еден период во кој тие не живеат заедно. Може да трае 1 година. Тој период на свршувачка. Период во кој се тестира нивната верност. Во тој период тие немаат интимни односи, не живеат заедно. Кога ќе заврши тој период, тогаш се прави некаква официјална свадба и од тој момент веќе тие живеат заедно. Имат односи. Тоа значи дека Јосиф, кога разбира дека Марија е трудна од Светиот Дух, ја зима кај себе, но не го нарушува тој период на веридба. Тој се уште со неја живее како свршеници живеат. Нема односи со неја. Пишува дека не ја позна, така завршува првата глава на Матеј, додека не се роди синот. Со каква цел Јосиф ја зеде Марија? За да се грижи за неја. Да се грижи за неја, да се грижи за синот што Марија ќе го роди. И тука гледаме дека таа грижа до таму оди, што кога треба да се попише, да патува за Витлеем, тој не ја остава сам во Назарет. Тој сака, знае дека таа ќе роди скоро. Можеби, ако тој тргне сам во Витлеем, таа ќе роди, тој нема да биде таму. Но тој сака да биде кога ќе се роди синот, ветениот, царот на царевите. И поради таа причина тој ја зима со себе. За да се грижи за неја. Тој е посветен кон неја. Тој сака да биде сигурен дека бебето што ќе се роди, ќе биде згрижено, ќе биде заштитено. Јосиф се јавува овде како еден одговорен татко, грижлив во исполнувањето на Божиот план. И така патуваат, и стигнуваат во Витлеем, и кога стигнуваат во Витлеем, тогаш доаѓа времето Марија да се породи и да се исполни тоа пророштво од Стариот Завет. Во Витлеем да се роди Месијата. И пишува дека кога доаѓа време, кога тие се во Витлеем, бидејќи гостилницата е полна, нема место, раѓањето или положувањето всушност на бебето е во јасли. И од тука сега, Лука само тоа пишува дека нема место во гостилницата и од тука се прави една приказна за гостилничарот кој е лош човек, зашто не ги пушта. Лука воопшто не го спомнува, не ни спомнува гостилничар. Дури на времето, знам, имавме видеокасети со детска песнички, така, и за раѓањето на Исус, анимирана.
и одат Јосиф и Марија, чукат на вратите и одат во костилницата и излегува еден лош гостилач и вика нема место во анот, на англиски пее. Кутриот човек критикува на личност, а ништо вовдека не зборува за него, не ни се спомнува. Едноставно нема место. И во тоа време ановите не биле како денешните хотели. Ановите се места со заеднички простори каде да одат патниците и спијат еден до друг како сардини на земјата. Кој што има, сено, слама. Слично на овие анови што ги имаме на Бит пазар. Кој ќе влезете внатре има тремови, и таму всушност пиеле луѓето. И бидејќи биле преполни тие тремови, не можеш да ги избркаш луѓето од таму, Марија ќе треба да се породи на некој така интимно место. Во тие анови имало просторија за животните, каде што биле сместувани животните на патниците. Таму имало крави, овци, се. И таму всушност се случува пораѓањето на Марија. И условите во кои се случува тоа се скандалозни. Во секој случај подобро е таму отколку меѓу луѓето во анот. Гостилничарот обезбедил место таму да се случи тоа пораѓање. И обично представата што имаме за Христовото раѓање од сцените, како оваа денешната со децата, е за една стерилна средина во која што сите се во бели облеки, од варгина извадени, испеглани. Не било така, сигурно не било така. Пееме тивка ног, свеката, но не била тивка ногта. Марија се пораѓа, кога жената, ствари не, во Библијата мажите се тие што раѓаат, што Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, тие Емануил скоро раѓаше, има пот, има стенкање, овкање, има крв. Таму мирисало на пот, на крв. Бебето што се родило, било покриено со слуз, со крв, како што се. Имало миризба на животни, на измет, на ѓубре. Во такви околности се раѓа царот на царевите, Месијата, спасителот на светот, оној кој вечно управува, оној што ја држи вселената во своите раце, кога се воплотува како човек, во такви околности се раѓа. Кравите мукале, овците блееле и со Бојан разговаравме, вели, ама кога се родил Исус била тивка ногта. Не, бебешки плач имало, зашто, нели така почнува да диши бебето со плачње. Скандалозни биле околности, да ќе видиме зошто се таквите околности. И кога се раѓа Христос, нема креветче, бебешко, кај ќе го стават? Во тие штали има јасли. Јаслите се камени садви, тоа е камења во кои е издлабено како корито, лежиште во кои се ставало слама или друга храна за животните. Јаслите всушност се камени садови, издлабени, кај што ставало храната на животните. И тоа било најпогодното место кај да се стави бебето. Така, личи малку како на кревет. Пишува дека го побиле, нели? Го положи, го пови и го положи во јаслите. И така завршува овој расказ. Бебето Христос, царот на царевите, како лежи во сад за храна на животните. Зошто се случи сето тоа така? Што ни кажува расказот за Христовото раѓање или воплотување? Небесниот цар, Синот Божи, беше, така да кажеме, унижен, понижен. Се покажно големо смирение. Има еден запис во една равинска книга, која е толкување на Мојсејиот закон во Мишна, каде што е ставен податокот дека Витлеем, всушност Витлеем, кој е во
непосредна близина 10 километри од Ерусалим бил овчарско место, каде што се обезбедували јагнињата за жртвување во храмот. Овчарите таму ги пораѓале јагнињата и потоа ги носеле за Пасха или за по друг повод да бидат жртвувани во храмот. И според информација која сега некоја ја успоруваат, некои ја потврдуваат, според некоја информација, кога ќе се роди некој јагне и овчарите во Витлеем решат дека тоа ќе биде јагне за жртвување, а според законот јагнињата треба да бидат без недостаток, да немаат никаква повреда. Пишу дека ги повивале во некакви платна и ги ставале во јасни. И потоа од јаслите ги носеле за хранење и пак ги вракиле до моментот кога треба да бидат дистрибуирани до храмот за да бидат жртвувани. И во продолжение на расказот овдека на Лука, од 10 стих, мислам беше, да, пишува дека таму во близина имало овчари. И ангел доаѓа кај овчарите и им вели: не плашете се, еве ви навестувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос. Ова ќе ви биде знак. Ќе најдете повија младенец кој лежи во јасли. И ако тоа што го кажавме како тврдење на вистина така, изборчето знак е овдека многу важен кој го употребува ангелот за овчарите. Знак, патокас ќе најдете. Ќе барате бебе кој лежи повиено во јасли. Она како што вие ги ставате жртвените јагниња во јасли. И подоцна, после 30 години, кога Христос почнува јавно да служи и ќе го види Јован Крстител на реката Јордан, ќе рече: еве го јагнето Божјо, кој ќе зема на себе гревовите на светот. Како што тие јагниња биле жртвувани во храмот за одреден грев на некој човек, така Синот Божје дојде да стане жртва за гревот на светот, да биде спасител на светот. Христос дојде, се смири, беше најнизок од најниските, најбеден од најбедните, најпонижен од понижените, за да нас, луѓето, кои сме во гревот, немокни, безнадежни, фрустрирани, очајни, да не избави, да не спаси. Оние кои западнале во мизеријата на гревот, а сите сме такви, да не направи Божите деца. Тој стана син човечки, Божиот син стана син човечки, син на Марија и Јосиф, за ние да станеме деца на Бог. Така што ќе претрпи Синот Божи понижување. Најпонижен од понижуваните. Павле пишува во посланието до Филипјаните во 2 глава, вели: иако беше Божи лик, не сметаше дека треба да го користи тоа што е еднаков со Бог, но сам се понизи, земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, и тоа смрт на крст. Тука Павле, апостол Павле ни дава еден процес на едно континуирано понижување, или, како да кажем, унизување. Оној кој што е Бог, кој што има славата, Божјата слава, се испразни така што во човечка природа немаше ништо од таа божествена слава. Зеде природа како сите, она природа што сите ние имаме, како луѓе, ограничена. И со тоа тој се понижи. И тоа понижување не престана со тоа, бидејќи кога тој се роди во мизерни услови. И не заврши со тоа понижувањето, туку тој, кога почна да служи, служеше како слуга. И со тоа не завршува понижувањето, зашто кога тој, може уште малку да останете, за какви да,
И не само што стана слуга, заврши на крстот најсрамната смрт во тоа време. И сето тоа за спасение на човекот. Ние сме мизерните. Колку и тоа да не сакаме да го прифатиме, ние сме мизерни. Ние сме очајни луѓе. Ние сме во грев. Ние сме прашинка. Нас не очекува заради гревот само казна, смрт, пекол. Сите сме грешни. Но човекот не сака да го слушне тоа. Раѓањето на Христос остана незабележено. И потоа кога почна да служи Христос, луѓето сакаат да бидат околу него, да гледат како лекува, храни, меѓутоа кога ќе почне да говори за гревот, дека треба луѓето да се покаат и него да го прифатат за спасител, си одеа, не сакаат да го слушат тоа, зашто во нас има суета, во нас има гордост. Ние сакаме спасител кој ќе каже: добри сте, заслуживте да бидете спасени, супер сте. Христос дојде и неговата порака е: вие сте мизерни во гревот, како што тој се роди во мизерни услови. Тој дојде да ја земе нашата мизерија и да не доведе во слава. Луѓето го отфрлија кога тој дојде. Го ставија на крстот. И ние и денеска во својата ароганција и гордост сакаме да го оставиме таму, да си лежи во јаслите. Доволно ни е бебе, не сакаме повеќе. Не сакаме тоа бебе да стане царот на царевите, господарот на нашиот живот. Како го славиме, пак доаѓаме на суштината на прашањето, не кога, како го славиме Божи, како го славиме Христовото раѓање, што значи за нас оној што се роди. Дали тоа е Спасителот кој отиде на крстот за нашите гревови, или пак е само уште еден повод да си празнуваме, да се веселиме, да јадеме и да пиеме. Христос, Синот Божи, стана човек, дојде во мизерија, да ја покаже мизеријата на човекот. Ја помина таа мизерија и на крајот заврши на крстот, тој на себе да ја земе казната за нашиот грев, осудата од Бог за нашиот грев, да ние да бидеме ослободени, да бидеме прифатени од Бог преку таа негова жртва на крстот. Тоа е жртвеното јагне на Бог, кој таму на крстот беше поставен на наше место. Што е за тебе Христос? Исус Христос. Што е за тебе тоа бебе кој се роди тогаш? Што представува? Ако за тебе Христос не е Спасителот, оној што отиде на крстот, да умре, да ти даде вечен живот, ако ти не веруваш во тоа, ништо не ти значи Божик. Си е пропуштил суштината. Безсмислен ти е Божик. Безсмислено ти е раѓањето на Христос. Ако не веруваш, моли се. Моли се Бог да ти даде вера. Моли се Бог да те смири во гордоста, што сите имаме. Во неверието кое го заслепува нашиот ум, нашето срце. Моли се Светиот Дух да дојде во тебе, да ти го разјасни сето тоа. Да те смири, да ти даде вера, да се свртиш кон Него и да кажеш: Господи, прости ми. Ти умре за мене. Ти го зеде гревот на крстот. Верувам во тебе, те молам, прости ми, дај ми вечен живот. И тоа е смислата на Христовото раѓање. Затоа тој се смири до таа мера. Така што се роди како најмизерниот, за да нас мизерните не воведе во Божјото царство. Да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за Твојот Син, што ти ни го даде. Ни го даде нам, грешните, преку верата во Него да бидеме спасени, да станеме Твоите деца. И аз се молам, Господи, ти да ни помагаш многу пати во неверието што го покажуваме. Ти, Господи, да ни исполнуваш од Твојот дух. И аз се молам сега нека Твојот дух проникне во секој едно срце и секаде да донесе убеденост, увереност во таа Твоја мисија за спасение на светот. Се молам, Господи, говори во секое срце.
ясно. Избистри ги, Господи, нашите мисли, кои се поматени од темнината на гревот. Сврти на, Господи, кон Тебе. Сврти ги нашите умови и нашите срца. Се молам, Господи, секој ден да повика кон Тебе за спасение, прошка и покаяние. Се молиме, спаси ја Македонија. Не дозволувај да тоне нашиот народ во темнината на суеверието, во незнаењето. Откривај се, Господи, нека Светиот Дух помазува, нека Светиот Дух осветлува, за да имаме спасен народ, кој вистинските слави, не по традиција, не во форма, туку во суштина, народ кој верува во Тебе како Спасителот на Македонија, како Царот на Македонија. И нас употребувај на, Господи, за тоа, да ја пренесуваме Твојата порака, да сведочиме на нашиот народ. Благослови на, Господи, сите и дај ни празници во кои ќе се радуваме на спасението што Ти ни го даваш преку Синот Твој Исус Христос, кој воедно наш Господар умре за нас на крстот. Во тоа име славно се молиме. Амин. Амин. Добро. И па сега ќе